Почитувани мои, добар ден. А еве зашто ќе говориме денес во новото издание од Црвена линија. Жените од руралните средини не посетуваат гинеколог, дури никога имаат потреба од тоа, а одреден број од жените не можат финансиски да си ги дозволат гинеколошките прегледи. Ова се должи и на појавата дел од матичните гинеколози да наплаќаат за здравствени услуги, иако тие се бесплатни. 8,3% од жените ромки ја минуваат бременоста без ниту една здравствена контрола, а 20% без ниту еден ехо преглед. Во земјава смртноста кај доенчињата е 3 до 4 пати поголема од просекот во Европската Унија. До кога ќе не умираат новороденчињата, а заради нашата негрижа? Денешната тема е токму тоа, зошто во руралните средини нема матични гинеколози и педиатри. И сега тука ќе ве потсетам дека треба да не заследите и на социјалните медиуми, како што е Facebook Црвена линија, каде ја објавуваме нашата денешна тема. Сега потенцирам, тука слободно лајкнувате, шернувате и коментирате, а задолжително заследете го и профилот на телевизија Телма, каде што паралелно се објавува темата на Црвена линија. Но она што е можеби најважно е да не заследите ако не сте го сториле тоа на Инстаграм, а еве и зошто. И денес на Инстаграм стори, доколку кликнете, ќе ве пречека нашата анкета, која што гласи: дали треба медицинските работници во руралните средини да земаат плата како во Европската Унија? Одговарате со да или не. Резултатите, како и секогаш, ќе потсетам, ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите. А сега наред сте вие. Ги охрабрувам сите оние кои што ќе ни се јават од руралните средини, секако да ни ја доловат вистинската и реалната слика како изгледа всушност состојбата кога станува збор за немањето буквално матични педиатри, ниту пак гинеколози. Ако веќе велиме дека здравјето е пред се, тогаш ќе потсетиме дека и Твитер заедницата коментира години наназад за ова проблематика. Па така и ве охрабрувам на 02-307-0005, активни ни се 5 линии, да се јавите и секако да ни одговорите и на прашањето дали може би финансиската состојба и можноста што сите специјалисти едноставно немаат доволни примења, онакви какви што сметаат и заслужуваат да имаат, заминуваат во главниот град, додека во руралните средини во 21 век остануваме без гинеколози, специјалисти и секако без педиатри. Одиме со првиот гледач во ова издание. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Дали ме слушате? Верувам дека е намален тонот на ТВ приемникот. Намали го малку. Па добро, еве од каде ни се јавувате? Дали ни се јавувате од Скопје? Или од друг град? Добро, еве ќе охрабриме гледачката, доколку може би прв пат се вклучува во Црвена линија, ќе потсетиме по завртувањето на бројот 02-307-0005. Останете пред се на линија, 5 линии се активни и она што е најважно, намалете го тонот на ТВ приемникот. Да зборуваме телефонски, што значи преку слушалка, и подобро ќе се слушнеме. Ајде да видиме како ќе ни оди со следниот гледач во ова издание. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Јас ќе потсетам дека секогаш им даваме предност на гледачите, па верувам... Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав до вас. Еве, зошто според вас во руралните средини нема, например, матични гинеколози, ниту пак педиатри? Видите, овој проблем Македонија веќе 30 години го тишти и овде не се работи за една институција, туку се работи за повеќе институции. А ако се сеќавате, во Македонија формирани се 4 рече го центри за обезбедување на тие матични гинеколози и лекари и педиатри. Тоест Скопје, Штип, Битола и Тетово. Со тоа што Министерството за здравство треба поткитно на тие центри клинички треба да
му нареди на некој начин сите оние руларни центри во Македонија каде што немаше во шуторизени дит, не е то рулно. Сега да ми кажам дека општо тука не знам што е проблемот. Министерството за здравство не сака да се ја земи политиката во свој раце и да ги обезбеди сите граѓани во Република Македонија, пошто со устав му е загарантирано здравството на секој граѓани во Република Северна Македонија и на таков начин треба да му обезбеди и гинеколог, и педијатар, и лекар. И лекари нема, матични нема по селата. Затоа јас го повикувам Министерството за здравство со 4 клинички центри да се обават таа работа. Ви благодарам многу. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Јас ќе потсетам во ова издание, ги охрабруваме сите оние кои што се директно засегнати и знаат каква е реалната состојба, особено во руралните средини, недостигот од специјалисти и она што е можеби најзастрашувачки е недостиг од гинеколози и педијатри. Да ни се јават, ќе потсетам телефонскиот број е 02-307-0005. Ајде да слушаме што ќе ни каже новиот гледач во ова издание. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Според вас, зошто имаме во 21 век недостиг во руралните средини од специјалисти, особено гинеколози и педијатри? И јас мислам дека во моето време на медицински факултет за да се запишиш требаше татко ти да биде председател на градот. Јас памтам кога се запишува само двајца ученици се запишаа и тоа доктори, черка и син беа. Ова го зборувам пред 50 години, да не речам, може 40 нека се. 40 се. А сега ги имаше докторите, меѓутоа докторите заминаа сега во странство. Јас мислам дека причина е заминувањето во странство за поголеми плати и за по-безбеден живот. Оти овдека сега во нашата држава не е безбедно да живееш. Дојде такво време да нема слобода како што имавме слобода ние и така натаму. Според вас, што треба да направиме за да еве спас на оваа ситуација? Според мене и да се дигна платите 100%, пак ќе заминува. Пак? Така, благодарам многу што земавте учество во ова издание на Црвена линија. Ке потсетам 90 секунди е време траењето на секое излагање и топло препорачувам да останете да гледате и понатаму. Јас ќе ве потсетам секако дека на telma.com доколку кликнете покрај тоа што ќе бидете брзо и квалитетно информирани, меѓу другото прочитајте и многу повеќе за последното истражување на ЕСЕ. Насловот вели речиси сите роми се изложени на еден или повеќе од еден ризик фактор по здравието. Што значи дека од ЕСЕ наведоа за изложеноста и влијанието на еколошките ризици врз здравието и животната средина на ромите, жители на сиромашните неформални населби, и било спроведено ова истражување во 13 сиромашни ромски населби лоцирани во 5 градови и едно село во Северна Македонија. Така да денес говориме за состојбата, особено околу недостигот на специјалисти, гинеколози и педијатри во руралните средини. Добар ден за новиот гледач. Ало? Добар ден, секој добро, Ало? вие сте во Црвена линија. Добар ден. Ало? Ве слушаме, повелете. Ало? Намалете го тонот на телевизорот, да Јавам зборуваме од Битола. од Битола. Каква е во состојбата во Битола со специјалисти, особено гинеколози и педијатри? Стишете го телевизорот. Прашањето е малку зачудувачко, бидејќи веројатно знаете Намалете го тонот на телевизорот, во вам молам. руралните средини, туку нема и во, дозволете, и во градските средини има невиден недостаток на лекари специјалисти од сите области. Па веројатно сте чули дека оделенија се затварат бидејќи нема Да, лекари. таква е состојбата и со Велешката Знаете- болница. Сме слушнале, затоа ја правиме темата.
Дозволете. Дали знаете дека со години не се праќале младите лекари на специализација, што очигледно еве го резултатот. Мислам дека прашањето е премногу сложено, премногу комплексно за да го поставувате на ваков начин. А го знам Како треба да го поставиме според вас? Вистина беше така и така е, а има во многу места. Благодарам за учеството во Црвена линија. Ние еве веруваме дека прашањето е целно, односно тенденцијата е да од вас ги добиеме реалните информации, бидејќи вие сте оние кои што и живеете, тоа го зборувам за оние кои што ќе се вклучат поготово од руралните средини, зошто во 21 век токму во овие средини нема матични гинеколози и педиатри. Добар ден за новиот гледач. Добар ден и убав ден, вами на вашата екипа. Вака, тачно е дека нема во руралните средини никакви доктори, ни матични доктори. Зашто? Зашто не ќе да одат во руралните средини. Тамо они им е срам, им е понижение да одат тамо. Поарно тука во Скопје. Во Скопје сите се собрани. И турско и каурско. Дали треба да видат тука или не? Они се тука да учени. А во руралните средини треба да одат и да шетат. А дали знаат дека тамо е поубаво него тука што е? Никој не ќе, тоа им е понижение да одат тамо во руралните средини. Толку пријатно. Добро, благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Значи, некои гледачи се куси и јасни. Одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Видите вака, малки само за ова што предходната слушателка кажа, не оделе. Во селата не оделе ваму и немаме матични гинеколози во руралните средини. Абе Господ, ние немаме во болниците, во главните, во Битола, сегде фалат медицински сестри. И што се тема, зашто немало гинеколози во руралните? Ајте, молам. Еве синојча, од Битола се јавувам и јавно кажувам. За да дојдем кај матичниот доктор, мислам сега чекам 1 сат и 10 минути. Значи, никакво загревање, никакво ништо, ќе се доразболиш, бре. И тие што работат ќе се доразболат. За кој здравство зборувате вие? Или каква тема поставувате како телевизија? Интересантно. Сите ваши теми се некако бегање од вистината. Здравството и состојбата моментална во здравството е бегање од вистината за вас? Да, бегате од вистината, затоа што прво не гледате што се случува со здравството наше, па барате матични гинеколози и лекари по руралните средини. Погледајте се на болницата во Битола, погледајте се, реков, на матичните доктори во градот, да речам. Благодарам многу за јавувањето. Вака сега да појасниме. Значи, секако дека сме свесни каква е состојбата во здравството и особено не прв пат Црвена линија зборува за недостиг од специјалисти. Но секако нема да ги игнорираме и жителите и луѓето кои што екзистираат во руралните средини и тие се важни за Црвена линија. Како и да е, Црвена линија отворена и за оние кои што се јавуваат и од големите градови, и од главниот град, и особено од руралните средини. Со оглед на тоа што еве ќе потсетам по кој знае кој пат во ова издание, ние сепак живееме во 21 век, каде што е непоимливо да се уште во некои средини нема воопшто никакви специјалисти, а особено не гинеколози и педиатри. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Вака сега, зошто нема матични гинеколози и лекари? Прво, затоа што нема пациенти. Немаат, докторите не се доволно добро платени, за да дојдат во една рурална средина, имат многу малку пациенти. Значи, на никој доктор мислам дека нема да му се исплати фондот што го плаќа за да дојде во некоја рурална средина. А и да дојде, нема аптека. Значи, пак
тој што е граѓанин на рурална средина треба да појде в град за да купи лекарства што ќе му ги препише докторот. Значи прво треба да има аптеки, па после да дојде некој доктор или медицинско лице за да има во рурална средина. Има и тие што патролираат, ама тие што патролираат одат, ќе се прошетаат, наместо да поминат по куќи да видат дали на некој пациент треба нешто да му се измери шекер, притисок, такво нешто, тие ќе се прошетаат до селото да пишат дека биле и ќе се вратат назад. Значи јас сум од рурална средина, ќе прошетаат, не ни поминуваат дома да прашат дали имате вие возрастно лице, старо, што треба да му се помогне, без разлики. Зато сите луѓе, и млади и стари, бегаа од руралните средини. Тоа е од мене. Така, благодарам многу што еве се вклучивте во црвена линија. Ова е тоа што го бараме. Значи, сите вие, особено и веќе потенцираме оние кои што се од руралните средини, ги охрабруваме да се вклучат и како гледачка во предмалку да ни ја откријат вистината за местото од кое што се јавуваат. Според еве некои гледачи сметаат дека можеби воопшто не треба да се дискутира на оваа тема, некои сметаат дека примањата не се доволно високи, па така никој и не сака да работи во малите градови и рурални средини. А интересно е дека некои од гледачите посочија дека срамот, односно најверојатно така смета дека им е испод честа да работат во мали средини и предизвик гледаат да бидат токму во големите градови. Интересно е дека и во поголемите градови има недостиг не само на специјалисти, туку и на медицински персонал. Но ајде да видиме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден, секој добро, вие сте во црвена линија. Благодарам многу, благодарам многу. Јас имам вака да кажам. Потекнам од рурална средина. Така? Тука гинеколози кај нас немаме. Мојата ќерка се породи во Скопје пред 10-12 дена. Да се слушаме? Да, продолжете, не ви влегувам во времето. Да. Во мајката Реза на гинекологија се породи таму. Лекарот побара 1000 евра награда. Мојот зет му даде само 100 евра. Не ве слушам, ало? Да, продолжете, ние добро ве слушаме. Така. Со внимание. Му даде 100 евра, води ке родилката и вика, овој твојот маж ми даде само за кафе, вика 100 евра. Бараш 1000 евра. Ова е страмота, ова е испод секакво ниво веќе. Испод секакво ниво. Ова не за лекар, не за ништо. Требаше ја да ги бележам парите, да му ги дадам сега, ќе завршиш во шутка таму некаде. Зошто не го пријавивте случајот? Не ми дадува моите. Остај го и така остана работа. Ако ја слуша емисијата, сам нека се препознае кој е. А каде беше следена бременоста на вашата ќерка со оглед на тоа што немате матичен гинеколог? Имаше матичен гинеколог во Валандово, меѓутоа така изразија желба таму да одат, на мајка Тереза гинекологија. Ето таму што да живеавме. Така, благодарам многу за јавувањето. Сега ако продолжете да не гледате, а ако имаме нов гледач, веднаш преминуваме на вас. Добар ден. Ало. Добар ден, вие сте во црвена линија. Намалете го тонот на телевизорот, зборувајте преку слушалка, ќе се слушнеме подобро. Ало. Ние ве слушаме, во црвена линија сте. Повелете. Благодарам. Прашањето, медицинските работници може би треба да земаат, ама условите не се такви во државата наша, така да тоа е само мислена именка. Така да ќе се задоволат со овие лични доходи што ги земаат сега. Така имате се уште време. Според вас, Иве, како можеме да го решиме проблемот со недостиг, особено во руралните и мали средини, од гинеколози и педиатри? Па треба навремено праќање специјализанти од областите што се потребни нормално. Треба да се води сметка од кои области се испраќаат на специјализација општите лекари
така да во подолг период секако тоа би се решило. Не знам од каде ни се јавувате, но ако еве сте од некоја друга, не сте од Скопје, каква е состојбата од местото каде што ни се јавувате? Има ли доволно специјалисти, особено гинеколози и педиатри? Не сум баш и најинформиран точно. Секако дека има. Мислам дека има недостаток на поголем број на области од медицината кај што нема, да речеме, специјалисти од тие области. Има и во сите градови, што се да речем. Благодарам многу што еве ги искористивте можноста да проговорите во своите 90 секунди. Како одминува времето, слушаме најразлични ставови, видувања, размислувања и искуства. Тоа е она што го бараме во овој момент. Па ако имаме гледач на 023-07-0005, ве охрабруваме да се јавите и еве да споделите вистината за вашето место. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Вие сте во црвена линија? Јас сум, нели? Да, вие сте, повелете. Супер. Вака, значи, добро ја коригиравте грешката таму со тоа земат. Се реши работа, таму да кажам нешто. Иначе би рекол вака, по рурални места е пожелно, значи, клиника цела да се прави, не само на општа медицина, него клиника. Так. Затоа што, речеме, нашите села, ако сте приметиле, претежно едно по друго доаѓаат на некој си километар и пол, 2 до 3 максимум раздалечина и како низа се поредени, да речеме, по планинските предели. Јас сум обраќал внимание на тоа, гледам дека како проаѓам од село до село, километар и пол, 2 до 3 максимум. Толку се, значи, близко едно по друго и у едно од тие села да се направи некој мало клиничко центарче, значи секаде таму. Затоа се народот таму да остане. Не да се спуштаат у градот, у смогот, у прљаштините, него веќе се нивите, производството кај што е, кај што парите се прават у државата да се пуни буџетот. И нормална ствар, и тие луѓе треба поскапо да бидат платени обавезно. Само лошо е што, да речеме, да е ова социјалистичка држава, може и би се направило така, иако многу гревови од тоа време влечи здравството, али ако веќе некој приватно отвора, пубо таму да отвори, него у градов овде у смогот. Нема време, ајде поздрав, пријатно. Благодарам. Секако има се уште време да не догледате до крај, да слушнете и други размислувања. Ете како одминува времето во црвена линија, слушнавме уште едно интересно идејно решение, дека можеби овој проблем може да се реши со изградба на мини клиники кои што ќе опфаќаат поголем број на население од малите и рурални места. Одеме понатаму, ако имаме гледач, вам ви даваме предност. Добар ден. Добар ден, вие сте во црвена линија. Добар ден. Па еве, што ќе кажете? Претходниот гледач. Викате мали клиники во другите средини. Колку знам јас, од Охрид целувам. Така? Охрид не е мал град за овој дел. Меѓутоа, знам дека нема доволно, поготово педиатри, нема доволно и другите специјалисти. Зашто е тоа така? Моје размислување претходно, сега не знам, меѓутоа пред известно време знам дека луѓето што сакаат да специјализираат, да, може да специјализирате, меѓутоа ќе платите толку, не знам, не се сеќавам колку беше пари во евра да платите и за да специјализирате, а толку
Ке подсетам да внимавате на тајмерот, но се уште траеме, така да ако некои од гледачите сметаат дека имат уште дополнително што да кажат, обидете се уште еднаш, секако ќе бидете вклучени. Ке подсетам дека на 02-307-0005 имаме 5 активни линии. Одиме со гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Благодарам. Секам да кажам дека зошто младите лекари бегат? Пред се поради вработувањето по врски. А би сакала да кажам дека би ви предложил на тема забарањето на митон од страна на докторите, посебно на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје. Толку има да кажам, благодарам на вашето внимание. Пријатно. Благодарам многу што се јавивте и ве дадовте идеја плюс за црвена линија. Како и да е, продолжуваме понатаму, ќе подсетам дека денес увес дискутираме на темата недостиг од специјалисти, не само во големите градови, туку и во руралните средини, каде што години нема ниту гинеколог, ниту педијатар. Оно што еве и гледач ни откри дека дури и во самиот Охрид има недостиг од педијатри. Што ќе ни каже следниот гледач, ќе дознаеме веднаш. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Па видете вака, за примарното здравство многу лесно се решава проблемот. А тоа е дека тие доктори треба да се стават да бидат под државна капа, да имаат плата како, да речеме, една просечна приватна здравствена ординација во градот и да имаат приоритет за специјализација. Што значи, лекар кој работи во рурална средина, приоритет за специјализација, за да ги мотивирате младите да работат во руралните средини. Зашто гледате, сите се тепаат да работат во големите градови. И нормална работа е дека нема некој или условите под кои и речеме задолжително решавање на стамбено прашање. Ако сме кај специјалистите за внатрешноста, задолжително решавање на стамбено прашање, дали ме разбирате? И едноставно потпишување договора ако оди на државна специјализација, колку време треба да одработи за да ја плати таа државна специјализација. Исто кога на едно време што имаше државни службеници, така и они треба да се стават. Зашто, пазите, поразително е вие некога да го пратите на државна специјализација, тоа неќе да ви се врати дома. Во си останал некако во странство. И почти тоа се случува. Што значи, така ја мислам дека најубаво ќе се реши проблемот со вакото. Млад доктор, плата колку просечак поликлиника или приватна здравствена организација, да не кажам во градот, и приоритет за специализација после 5 години или 6 години, како ќе се договори со државата. Или враќање целото здравство под државна капа. Само така ќе го решиме проблемот. Друго чарен нема решавање. Така, благодарам. Еве интересни и добри идеи слушаме и од вас. Па еве како инспирација ќе се префрлиме и на Твитерџи. Интересно дека овој проблем е години наназад, па така еве и Ед Гелорд има твит кој што датира, верували или не, од 2019 година, каде што стои од Сдруженијето на матични гинеколози велат дека 7 години веќе немаат нов член. Значи ова е во февруари 2019 година. Просечната возраст на матичните гинеколози е околу 55 години. Но што ќе ни кажете вие, одиме со вас секако. Добар ден за новиот гледач. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добро вечер. Според вас, зошто во руралните средини, па и дури и во градовите, еве забележуваме од гледачите, нема специјалисти, особено гинеколози и педијатри? Од тие хаос во цела држава, хаос и во цело здравство, имаме неспособна влада, тоа е факт, тоа е вистина. Секој нормален човек кој се грижи за Македонија, за здравје на сите луѓе, би кажал дека причина за цел хаос во цела Македонија и за здравство е во власта која е неспособна, незаинтересирана. Ама ова е проблем што се провлекува години. Еве 2019 година имаме 7 години нема нов матичен. Сепак, тука е проблемот што значи имавме порано власт која набави 150 нови комбиња за брза помош, а овие за 6 години или за 30 години кога биле власт во независна Македонија, едно колце за комбе за брза помош не купиле, не набавиле, а милиарди евра трошеле и во здравство во цела Македонија, во било кој министерство. Затоа велам случајот е во неспособна власт која, еве, баш беше актуелно во Штип, колку лекари 2,5 години са минале во странство, од Штип само,
а таму болница нова се градеше, ВМРО ја почна, СДС ја блокира 6 години, шајка не ставија во Штипска болница, клинички центар за цела Источна Македонија. Тоа е злочин власт да блокира да се гради болница во Штип за цела Источна Македонија. Тоа само може да направи овие. Благодарам за јавувањето. Одиме сега со уште еден твит, каде што е од 2018 дури направено истражување каде што стои дека податоците за бројот на матични гинеколози во Република Македонија покажуваат дека во дури 2016 година имало 0,15 матични гинеколози и тоа на 1000 осигуренички. Значи, ова е еден проблем кој што се провлекува години и години наназад. И ве слушавме некои од гледачите не само што ја открија состојбата, туку и дадоа идејни решенија. Да видиме што ќе каже новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Дали сте ја на линија? Да, и тоа во црвена линија, повелете. Не само медицинските работници што треба да земат плата како во Европската Унија, туку треба сите да земат така, тие се под заводот како во Европската Унија што се невработените под заводот што им дават пари, така треба и тука, за да нема кражби, да нема немири, да нема глад, да нема немаштија. И со 5 години стаж треба да се оде во пензија ако сакаме да ги исполниме тие европските закони и да одиме во Европа. Ни еден закон кај нас не исполнуваат, само крадат, се надпреварат кој додека е во власта, кој од кој повеќе да богате, да открадне, за да има и правнуците некви да живеат без да работат. Дали може да ни откриете таму каде што се јавувате каква е состојбата со недостиг на специјалисти, особено гинеколози и педиатри? Па кај нас нема доволно лекари. Од каде ни се јавувате? Од Кавадарци. Од Кавадарци. Како е во Кавадарци? Нема доволно лекари, повеќето ја што ги знам, некои што се познава лично со они, многу души избегаа лекари во Германија да работат, оти таму била поголема платата. Сега, за да не ни бега, треба и тука да се зголеме платата, и тие што се под заводот, кај што речи, треба да ги плаќат до вработување или до пензионирање. Со 5 години треба да се оде у пензија, како во Германија, што е, како во другите држави што е. А не тука 15 години, а има некои што се по 50-60 години, што ден немат стаж. Как? Цениме тоа што се вклучивте во црвена линија. Имавме гледач од Кавадарци, имавме јавување и од Охрид, а сега да видиме од каде имаме гледач. Добар ден. Црвена линија, ало. Добар ден, вие сте во црвена линија. Да, црвена линија. Црвена линија. Црвена. Намалете го телевизорот, тонот на телевизорот. Треба, има решение. Сите што ги држават. Државата студира да си толку време отслужат во државата. Да не одат надвор. Тоа е инвестиција која Македонија дала. И треба тука да... Стишете го телевизорот, нека нема звук. Тоа е решението кое треба да се одолжат на државата. Јас сега кој е инспириран од претходниот гледач, ќе речам големо благодарам за неговото јавување, за подобро да се слушнеме. Намалете го тонот на телевизорот кога ќе не добиете. Одиме со нов гледач, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Како да е, во меѓувреме ќе ве потсетам. Значи, најверојатно молам. Еве, имам гледач, добро вечер. Дали се слушаме? Ало. Добар ден, црвена линија. Не сум уклучен, дало. Вклучени сте, ве слушаме. Ало. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Добро се, на темата сакам неколку збора да кажам. Мислам дека ова тема што имате поставена е закасната, од причини што проблемот е системски, не е поединачно, него е системски на државата. Овие работи требаше да се превземаат пред време, кога во руралните средини навистина имаше млад кадар, млади жени, млада популација и све. Сега и лично мислам да се зборува кога во руралните места веќе све е иселено, а местното население е изнад 60 години што е оставено по градовите
и наместо оние кои безбедуваа храна и жито за градовите и пошироко, тие сега немаат потреба мислам од вакви работи зашто се во одминати години. Затоа викам дека ова е системски, а доколку има некои потреби, мислам тоа треба да се решава едно повисоко ниво, не ние да кажуваме и да кажуваме како е во Европа и подшироко. Добро, благодарам за јавањето. Одиме со реклами. Време е да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Тука ќе ве потсетам да не заследите и на Фейсбук Црвена линија, секако профилот на телевизија Телма на Фейсбук, а на Инстаграм на прашањето дали треба медицинските работници во руралните средини да земаат плата како во Европската Унија, со да одговорија 63%, а со не 37%. Големо благодарам за сите оние кои што зема учество во ова денешно издание на Црвена линија. Утре се гледаме повторно во истиот термин. Ве препуштам на програмата на Телма и ви посакувам убаво попладне. Довидување од мене.